Александра Теменугова од Институтот за комуникацијски студии за МИА вели дека во изборната кампања гласачите треба да знаат да ги препознаат релевантните информации за да може да донесат правилна и информирана одлука за гласање. Во тоа се клучни агендата на политичките партии како ги таргетираат гласачите за да испратат пораката до нив, како и вештините и знаењето на гласачите да може да препознаат која е скриената порака што им се испраќа. Многу е битно да знаеме на кој начин политичките партии ги профилираат однесувањето на своите гласачи, значи кои техники ги користат за да може да ја испратат таа порака. И особено ако го имаме предвид моментот на неодамнишните афери кои што се уште го тресат светот, а имајќи го предвид и она што се случува не само кај нас, туку и изборите годинава што треба да се случат во Европскиот парламент. Теменугова вели дека главен лек во борбата против дезинформациите е медиумската писменост, зашто пак е потребна голема иницијатива и од институциите и од граѓанскиот сектор. Таа ги советува граѓаните да препознаат лажни вести и при тоа укажува да се внимава во конструкцијата на насловот и на информацијата. Дали недостасува нешто, има ли намерно пропуштен дел, едностранно ли обработена, јасно ли е наведен авторот. Запрашајте се со која цел, значи зошто оваа порака, оваа информација стигнува до мене. Дали за да купам нешто, дали за да гласам за некого, дали за да појдам некага. Значи сите овие информации имаат една заедничка цел од различна природа. Да предизвикаат акција кај оној што ја чита оваа информација. Последното истражување на Институтот за комуникацијски студии покажува дека се уште примарен извор за информирање во државава е телевизијата, за 59% од испитаниците, додека преку социјалните медиуми се информираат околу 1/4 или 27%. Исто толку од корисниците на социјалните медиуми ги проверуваат изворите на информацијата. Тој податок, според Теменугова, е разочарувачки. Имаме сериозна 1/5 од корисниците на социјалните мрежи каде што велат дека никогаш не го проверуваат изворот на веста. Скоро 1/3 вели дека понекогаш ги проверува изворите на веста. Ретко го прават 24%, а секогаш го проверуваат 26% од испитаниците. Тоа е, значи можете сублимирано да кажете, 1/4 од корисниците на социјалните мрежи само секогаш го проверуваат изворот на веста. Мислам дека ова е сериозен индикатор кој што ја покажува спремноста на нашата публика за дали има критичен однос кон информациите што ги чита на социјалните медиуми. За јавните личности преку социјалните медиуми најмногу се следат активностите на пејачите и актерите, а најмалку на политичарите, кои ги одбираат за следење само 17% од испитаниците.